Учениците од основното училиште Лирија и натаму учат во смени со скратени часови поради нефункционалноста на третиот кат, кој минатата есен протече поради дотраеноста на покривот. Во раководството велат дека оваа пролет ќе започне негова реконструкција. Имавме проблеми, но во текот на зимскиот период, кога имаше и врнежи од снег, ситуацијата е стабилна. Фактички сега нема никакво прокиснување. Па ќе видиме понатаму кога ќе се растопи снегот, дали ќе имаме некаков проблем или не. Што се однесува до санацијата, реконструкцијата на целиот кров, се надеваме дека со текот на времето, кај март или април месец, очекуваме нешто да се интервенира во врска со кровот. Инаку се знае дека сега е зимско време и воопшто не можат да работат ни градежните работници, ни ништо. Лирија е најстаро училиште во Тетово, изградено пред 70 години. Директорката вели освен покривот, потребни се и низа други инвестиции. Овдека фактички не е реновирано воопшто, освен што пред 10 години се ставени делумно прозорите со USAID, проектот на USAID. После тоа пред 2 години се ставени вратите и тоа со донација на еден сам родител кој донираше врати за сите училници. Не се работи само за кровот на училиштето, туку и за електричната инсталација која е престарена, за училишните тоалети кај децата и се друго што ги опфаќа училниците, па и во дворот. Во основното училиште Лирија учат 1150 ученици. Наставата се одвива на 3 јазици – македонски, турски и албански.